На 19. октомври 1915 година во Скопје е роден Кирил Симоновски, Джина, еден од најголемите великани не само на фудбалскиот клуб Вардар, туку и севкупно на целиот македонски фудбал во периодот за време како и по завршувањето на Втората светска војна. За фудбалскиот клуб Вардар од Скопје одиграл 75 надпревари и дал 25 голови. Фудбалската кариера ја завршил во фудбалскиот клуб Партизан во Белград, а потоа се посветил на тренерската работа. Тој се смета за првиот македонски спортист, што веднаш по Втората светска војна, поточно во август 1945 година, заминал во Белград прекомандуван од Скопската воена област во Белградската. Прекомандата била услов Джина да биде член во тоа време на еден од најдобрите фудбалски клубови во Југославија, Партизан, односно тој е првиот македонски фудбалер што настапил за Партизан. Во овој клуб Джина останал околу 4,5 години и настапил на 171 надпревар и тој е првиот македонски спортист што успеал да ја носи капитенската лента на една југословенска репрезентација. Прв македонски спортист носител на златен медал на официјално меѓународно надпреварување од Балканското фудбалско првенство. Во знак на благодарност кон неговите заслуги за развојот на фудбалот во нашиот главен град, долги години младинската школа при фудбалскиот клуб Вардар го носеше токму неговото име. Беше тоа на 19. октомври 1919 година кога во Кочани е роден Благој Попов, носител на партизанска споменица 1941 и повеќе години истакнат македонски раководител. Беше успешен председател на собранието на градот Скопје во времето на земјотресот во 1963 година и раководеше со обновата на градот. Потоа беше председател на извршниот совет на собранието на Социјалистичка република Македонија. Беше тоа на 19. октомври 1991 година кога е одбележена 800 годишнината од живописувањето на црквата Свети Ѓорѓи во селото Курбиново, Ресенско. Зографирањето на црквата почнало на 15. април 1191 година. Беше тоа на 19. октомври 2002 година, кога во Тетово, играјќи кошарка со пријателите пред својот дом, е застрелан 18-годишниот Ванче Јосивовски од страна на припадник на албанските паравојни банди. Тоа е еден од најтрагичните моменти во постконфликтниот период во Тетово. На 19. октомври 2003 година, папата Јован Павле II со свечената процесија што се одржа на плоштадот Свети Петар во Рим, ја беатифицира, односно прогласи за блажена Мајка Тереза, што е последен чин пред низиното прогласување за светица. На 19. октомври во Прилеп умре Благој Аристевски Платнар, македонски писател и новинар. Познати се неговите драмски текстови како Карцинома Мамае, Спиро Црне, Арсени, Летни Силјане, Лепа Ангелина и Венко. Роден е во Прилеп на 5. март 1940 година.